Ајде, добро вечер и добро ни дојде Миро Кацаров. После толку време, брату, сме се договарале, Ја не знам дека почнуваш бе човек. Почнато е вака. Како си, шо правиш, дали си добар, што има ново, старо, сега има доста новости кај тебе. Па ја ќе те оставам да... Не сум водител као тебе, само се трудам да бидам. Ти си инфлуенсер. Да, и би сакал така да достигнам некој левел као, рецимо, као тебе, као Марче. Марче е фаца, да. Као тие што се... Да, водители. Водители, да, управа смисла на зборовот. Марко Новевски е фаца и Марко Новевски е еден од оние водители од кои што сум учел, иако не сме многу години разлика, а Марко ми е буквално водител кој што сум го гледал уште дај побрзе, тоа е неговата лична карта, значи. Да, реално. И уште нема таков проект во Македонија. Па нема. Жими мајка, значи еден од најдобрите проекти. Мислам дека ако се направи може и да сгази. Апсолутно. И Марко сум го гледал, Марко ми беше толку многу фаца и си остана фаца. Се смири, си има две прекрасни дечиња. Да, е нормален пред се. Да, бе, мајки е наш, брат е он. Како сум, нема боле, брат, дома имаш два ангели. Еден ангел сега се роди, ми го направи, му даде смисол на мојот живот. Животот некако, знаеш, кај нас јавните личности, луѓето што ја, поготово 20 години, 30 сум у жижата на македонската јама, си некако едно време бев толку многу као книшка, као салфетка, исчурен, да ти кажам право, и без емоции бев и мислев дека стварно се е сурово. Ама од кога ми се десија многу и работи, сватив дека живот е различен, дека децата се благослов, дека фамилијата е пред се. Ти прави што правиш, прави пари, искачај, прави кариери, дружи се, глави, кога треба, кога не треба, дома треба. Но пред се знаеш дека треба за некој да живееш. Па тоа дали ти се смени као сега, допред тоа живеевме за себе, нормално и за жена и за све, ама сега ја например викам дека живеам за децата мои. Да, те слушам, и створам и правам све за нив. Многу јако. Некако сите да го дочека тоа. Јас сум мислел дека тие се фейк. Дека тие нешто као се прават важни, народно кажано. Као, брат, си рекол, па само ти ли имаш дете, бе, човек, цело време детево, аман виш од детево. На крајот се испостави дека стварно тоа е некоја безусловна љубов. Дефинитивно. Ја беше му матер, брате. Дефинитивно. И друго е некако подругаче се живее вака. Сега после дете која имаш и здрави живи, се надевам дека ќе имаш уште... Фала, дај доста е. Не, ти да ги чуваш тие 10. Не бе, доста е, скупо е бе, човек. Тешко ли е да обстане? Од кога си вака у јавните? Од 2008, брат мој. Од 2008. Тешко ли е, брат, да обстанеш и тешко ли е да се избориш да додоеш сега до овој левел што си ти моментално сега? Па, види, јас сум човек што цело време некако напатен човек. Па не, на цело време се бори. Далеко од напатен, ама човекот цело време се бори и некако времето не можам да го разберам дали дошло, дали не дошло. Тоа треба другите да кажат. Сум колку 2007 веќе 20 години сум у јавниот живот, телевизии, радија, различни. Јас сум како Златан Ибрахимовиќ, играв во сите клубови, ја у сите телевизии. Жеми се си имам Сител, од Сител си имам пребацено на МТВ, од МТВ имам у Телма, од Телма имам у Канал 5, од Канал 5 у Алфа. Значи сите клубови сите дресови ги имаш. Сите дресови, ама гледај сега лош играч взимаат. Па не. Така? Да. Сега ние ако гледаме Николас Анелка има сменето милион клубови. Анелка каков играч беше? Да. Златан Ибрахимовиќ каков играч беше? Ма не, и сите идат за подобро, нели? Менјаат клубови за подобро. Така е. За подобро утро. Има и лојални, како например Малдини што беше, како што беше Тоти, ама кај нас не е толку многу мала држава што не можеш да бидеш лојален на телевизија, на едни уредници, на едни директори. Клубовите не се лојални. Да, пошто тие веќе кога ќе направиш нешто, веќе почнат да мислат дека и тебе те држат во скут, те поседуваат, не те почитуваат, не ти респектираат бројки, не ти респектираат гости, спонзори не ти респектираат. Знаеш, демек јас сум медиум, па сам по себе јас веќе створив име и презиме како медиум. И што се? Нели сме двајцата или нели сме заедно посилни? Да, па
Мислам, заедно ако работиме сме најсилни, ама... Зошто да го нема тоа у телевизиите, да има атмосфера, например, како кај тие Google, кажи го, корпорациите и фирмите што ги има пространство да биде убаво направена, со шарени седишта, со океаник систем, па новинари расположени, па музика, па уредници, шо е се напето. Знаеш како кај нас се влезени у комфорт зона и не сакаат да излезат. Знаат дека на тој начин функционираат најдобро и не сакаат ништо да сменат. Кој е влезен у комфорт зона? Па сите, значи, телевизија. Ја не гледам телевизија, а они се... Ма не се влезени бре у комфорт зона. Не знам, тоа е моје мислење. Мислам дека сега YouTube-от е повако... Да, ама телевизија, гледај, телевизијата е сериозна работа, нема да ги мешаш YouTube и телевизија. На телевизија се рекламираат сериозни спонзори, почнувајќи од Coca-Cola, од Head & Shoulders, од Pantene, од Mantene. На YouTube нема, ја не сум видел подкаст кај што Coca-Cola се рекламира. Не, ама се рекламира кај инфлуенсери. Дали мислиш инфлуенсерите дека ја зимаат, како се вика, им го зима левот на Чичо, телевизија? Не, телевизија ти е, пак ќе ви кажам, многу со вас инфлуенсерите дебатирам, позитивно се разбира. Да. Седма светска сила е медиумот како телевизија, е сериозна работа која што ја гледате и се... Зошто нема вести на YouTube? Зошто нема Лига на шампиони на YouTube? Зашто на луѓето више име преку глави од вести читаат и на Инстаграм брзо. Не, сериозно е. Не, сериозно е. Дефинитивно. Сериозен медиум е. Медиум кој што креира, кој што бута влади. Да. Медиум кој што прави политичари, прави звезди. Тачно. Не викам дека телевизијата не е релевантна. Е најрелевантен медиум. И радиото исто така да не го заборави. Апсолутно. Види, социјалните медиуми си го земаа своето, си најдоа убаво место. Да. И моментално, да, се поактуелни и попопуларни. И мислам дека таму се помали парите за да се изрекламираш за разлика од телевизија. Да, помали парите. И гледам сега у денешно време фирмите викаат дека повеќе имат на контентите од Instagram и од YouTube имаат повеќе, како да кажам, профит него на телевизија, што не знам кој го мери тоа, иако е така, ама јас знам дека у Македонија, вклучувајќи го, гледајќи мојот рейтинг на моите емисиите овие години, знам дека мене ме гледат 30, 35, 45 плюс, мене децава не ме гледат. Па таа е таа маса која купува. Точно. Ме разбираш? Таа маса, да, реално. А се осеќаш ли ти кој инфлуенсер? Пошто имаш исто следбеници на... Да бе, имам, не, јас сум... Ама и од тоа правиш соработки? Да бе, Чичо, ама јас сум стара школа, ја рефреш, едва знам да ти направам. Сега ти го дам телефонот, нов го купив, ја не знам да направам бекап. Уште ги имам двата. Види ги имам двата и сега чекам некој што ќе може да ми ги пребаце работи. Сум толку глуп за технологија, што немаш представа колку сум глуп. Можам да бидам прв у глупите за технологија. Ама знаеш дека натаму иде времето, дека треба да се прилагодиме како иде времето понапред и се прилагодиме. За жал изгледа ќе останам глуп. Не, тоа не работа. Още многу ми е тешко бе, брат. Многу ми е тешко. Едноставно, тој кликер, таа фиока у мозокот не ми е отворена. Ама пак си ти млад и можеш да научиш за разлика. Кај сум млад, 40 години сум млад. Добро, не е тоа страшно. Има ли конкуренција, Миро, сега моментално како води? Брат, па колку водители остана? Па тоа зборам дека не остана нешто многу. Зборам за Марко има квиз на Сител. Има одлични рейтинзи, му ги гледам, пошто го пратам анализите на телевизиските емисии. Остана Жаре 1 на 1, на Канал 5 си го има 1 на 1, ама он паѓа со рейтинг. Добро, он е веќе 100 години. 100 години, да, и немаше конкуренција, за тоа беше дефинитивно, тоа време. Ма Жаре си го направи своето. Значи Жаре си го направи своето, ги донесе сите најдобри, направи 18-20 сезони и нормално дека паѓа. Сега јас сум веќе, сега сум нов со моите. Знаеш што правам јас? Ја се држиш. Ама ја менјам емисии кој мете што менја локали. Да, зошто е тоа? Да, од мете од Мош, АБЦ, од Река, од ова, од Рија, да биде поинтересно, да биде популарно. Да, значи, а што се случи со G Carpet, кажи? И со Канал 5, зашто? Прв пат ми, мислам не прв пат ќе го кажам кај тебе многу. Дај ми ексклузива некој. Не ме почитуваа, брат. Збориш за телевизијата, така? Или зборам за некој, не знам како да ги наречам телевизијата. Не зборам за газдата, со газда ви имам одличен однос. И со малиот газда, зборам за некои луѓе што не ми испочитуваа. Притоа носиш пари на телевизијата, носиш рейтинг, носиш гости, носиш се сам сценографија,
носиш срби гости, носиш македонци, носиш програма. Знаеш што програма да направиш? Програма, колку е тешко Македонија што нема, многу е лесно политика да направи. Сите се политичари. Се застани овој на бензинска, ќе го прашаш, он знае да ти одговори за ВМРО, за СДСМ и ќе ти направи аналитика. Да. И политичарите се поголеми звезди од Па имат обезбедување, имат приватни, имат службени коли, имат пари, крадат. Тоа е страшно, да. Тоа е страшно. Така, како кој да биде звезда? А G-Carpet беше твоја целосна идеја? Апсолутно. Категорично да. И беше супер претходните години некако. Веќе кога го спомнав Златан, пошто го пратам многу и компарирам со фудбалот. Он така збореше за Барселона. Сватив дека некако веќе со облекувална не ми е место на мене у Канал 5. Некако го осеќав тоа пошто имам интуиција. Имам шеста сетила, Sixth Sense, за многу работи осеќам. Нели зборевме претходно приватно кафе кој пиевме. Дека се согласував што мене многу работи, а не втор пат правиме ова. И сватив дека не ми е местото и викав ај може се лажам. Ај да продолжам да. Да, ај се лажам, знаеш у комфорт зона сум. Емисијава ми е добра, гледана ми е. Единствен сум, луѓето ме знаат. Си мислиш дека ќе го цени тоа некој друг? Така. И гледав дека не го ценат, и гледав дека почнуваат да стануваат препотентни према мене, замисли. Ајде кој е Миро Кацар. Не бре, друго, не бе кој е Миро Кацар, препотентни наш односот. Да. Немаше misunderstanding. Имаше демек надмени ми доаѓаат. Ќе те згазам. Немај, молим ти се. Кој си ти, шо си ти, Нобеловец ли си? Да. Нобелова награда ли доби за мирно? Открили струјата ли е? Кој Тесла ли си да бидеш надмен? И го гледав тоа едно време, си трпев и викам, друже. Ако јас сум окей спрема тебе, ти биди окей спрема. Ако јас сум надмен, ти биди надмен. Да. Не можеш ја правам, да, ја ти дам почти надмен. Ти да. Па при тоа некои онакви, знаеш, директорски поставувања. Да, бе, на кој бе директорски поставување? Као од големото добро. Ама зошто? Нема потреба, пошто сите сме луѓе, тоа го викам. Сите сме од крв и месо. Зошто, бре? И никој не е совршен. Така да. Кој е таа хиерархија директорски? Тоа веќе, знаеш, и у затворот го нема тоа толку хиерархиско однесување, те плюка да те тепат, да нема комуникација, па најбитно е тоа. Да. И си реков, Миро, ти веќе не си за тука, гледаш дека треба да искочиш. И како дојде до идејата да вечер по 8 со Миро? Многу... И до Алфа телевизија? Многу убаво прашање, спонтано. Тоа требаше на Телма да иде. На Телма? Да. И што се случи? Не се договорив. Не се договорив. Немаше од другата страна интерес? Не, имаше интерес, ама не си најдовме заеднички. Знаеш, да, имаше интерес и како. И пуштевме емисијата и се договоривме. Сега, ама не се најдовме у некој, како да кажам, услови што си ги поставуваме меѓу себе. Да. И си реков, тој со мојот партнер Блажевски си рековме, чекај човече, имаме телевизија која што малте не веќе и диша на врата гледаност на Канал 5. Реално, да. Алфа подем. Браво. И инвестира. Домашна продукција има изузетно многу. Да. И инвестира у емисии, и инвестира у забава, и инвестира у политика. Збориме и за наши емисии, на за наши бре, да. Да, пратам се, да. Има и македонски пејачи, таму малтене милион фолкери искочи. И македонска традиционална музика и храна и си почитуваат. Тоа што е македонско. И си реков да говоривме состанок со Јани Бојаджи, директорот и со Мето уредникот. Бетмен тука исто му се допадна првата емисија Пилот. Се уклопивме и... А не е нешто сличен стил со Бетмен? Бетмен има, на Бетмен му е вечер... Не, на Бетмен му е со политичари. Бетмен си прави своји анализи, Бетмен си има своји мислења. На него му е као стендап, он се појава, кај мене е гости, кај мене е музика, забава, сатира, па не зборам за концептот, со бирото, со... Да, ама тоа по светските телевизии гледаш дека така. Како беше оној Джими Фелон, Джими Кивел, да. Па Жаре еден еден така почна. Да. Текнува. Иван Ивановиќ така беше. Сам супер е, да, Иван Ивановиќ. Тоа се светските ток шоу, да, супер е концептот. Дали ти е
кој концепт е боле? G-Carpet што беше или овој сега моментално? Ама Чичо, и били искрени. Тоа се различни концепти. Да, Нормално дека ми се мили двајцата, пошто се мои деца. G-Carpet е мое дете. Значи G-Carpet тој е новороден, за разлика од Backstage кај што не беше мое дете. Знаеш, Backstage беше ја бев у екипата на Backstage и како водител и како на почетокот новинар. Ја почнав Backstage, бев дете што трчаш со микрофонот. Да, ама имаш позитивно искуство таму. Па затоа стигнав до ова што со Блажевски заедно и да, не можеш да добиеш емисија. Можеш да ја заслужиш емисијата. Да. Мораш нели прво како нели Папе ги гледаме се сликаат прво со звездиве, на крај со нив се сликаат. Да. Мораш да ги сите категории исто паралела правам да бидеш како беше јуниор, па сениор, па на крај да стигнеш. Реално. А кажи ми со гостиве како функционираш? Пази, видов во едно интервју дека малте не плачеше, така? Која не? Па за една телевизија или што и да, не е телевизија, него е. Истежал? Не, на хајп. На хајп што сум за гости или? Па за гостите се жалеше дека не ти доаѓаат, па ги прозиваше кој не ти доаѓаат, да. Дали е тешко? Се јаки, брат. И зашто не прифаќаат? Не знам дека се македонци, брат. Па ја мислам тоа, као, ама кој ме изговорил? Брат го мрзи. Ама кој кидам кај Миро, кој го ебе? Да, или кој Миро, или не ми се свиѓа концептот, или имаш такви некои, као, не е мој стил. Не, има се, у задње време ми кажуваат, брат, со кој гостувам, ја век, брат, се ти ли ми ки му уредуваш политиката, со кој треба да гостуваш? Да, као, не ме викај ако е овој, не ме викај ако не, има такви. Па не, ама стајме со тој. Да. Ама знаеш што ми е толку смешно што сите вака се поштуваат како кога ќе се видат ха-ха-ха, хи-хи-хи, се сакаат, се љубат, уствари позади тоа си јадат гомна се, што ми е. Чичо, нека јадат гомна, нема веза. Не, дали го разбираш што значи шоу бизнес? Да. Значи, бизнес знаеме што е бизнес, нели? Бизнес работиш фирми, имаш пари, банки, кредити, состаноци, сделки, комбинации, фирметини, група, тоа е шоу бизнес, што е? Правиш шоу бизнес. Ја разбирам дека треба да има шоу, ама не е тоа шоу, брат, мислам, тоа е лицемерие. Он доаѓа, ти вика некем да гостува. Не ми поставя вака, доаѓа депресивен, и сака после да наполни концерт, сака да го знаат, а он не гостува, па како да те знаат? Од каде да те знаат, бе, дечко, или девојко? Како, ко не си актуелна, не си застапена, те нема. Телевизиите криви радијат, па ние те викаме, ти не доаѓаш. Да, ти не доаѓаш, мислам. Не знам, абсурдно ми е. Дека е Миро ли, ти не чинели, жарели, не зошто да не чини. Исто бе, мене ми си има десено, не била, мислам, била ова, ја не можам да дојдам ако одсеш, абе, друга е скроз емисијата. Со тебе друга е со Нејзе, друга е, не знам, не ми се смешни свечко. Али добро, има црвен картон и тоа е сега, не може не мора да бидат актуелни. Да, не. Мора да ги има секаде. Па нормално. За да полнат сали, за да полнат клубови, така? Тачно. Ама мора и да работат за да дојдат секаде, така да вадат песни, да прават нешто да као. Ти текно? Поете гледај гиговски, миговски, младите гледам Барбара се работи Попович. Газат. Тоа е тоа и тоа. Ја не знам зашто ја снема Елена. Пак ја снема Елена. Да. Тамара гази, Тамара веќе легенда. Ама после Калиопи се врати, Каролина гледам се, она иде само под накви ивенти кои што се допаѓа такви мангупски. И нека тера она име и презиме. Има она Сташ, има некој добар и треба она да биде таква, нели? Untouchable. Да, реално. Некој ги разбирам. А кај се другите? Некој не ги разбирам уопште. Катастрофа. А зашо сакав да те прашам исто и ова, као цело време викаш дека има некој нешто против тебе, дека јади гон. Да, цело време. Јас сум параноичен. Зашо тоа го мислиш? Параноичен. Зашо нема потреба више да се докажуваш кога луѓето више знаат кој си. Да, тоа ми окажуваат многу, фала ти, да. Апсолутно ми окажуваат многу, не го лажам, живи се најмило и да нема знаат, да. А зашо го кажувам тоа? Пошто имам паранои. Освен тоа што се лечев од анксиозност и панични напади, параноите ми се од мојот динамичен живот кој што беше од минатото и беше бурен. Сите тие ноќи непреспиени, сите тие, како да кажам, лудување по светов ми донесува параној. И тоа е нормално. И тоа е дел од тие нуспојави кои што се појавуваат.
го сведели сега од кога ти се роди детето и живот на минимум. Ама паранои зборам за луѓе, јас за тоа што видиме, Не, знам, те разбирам скроз. Него дали сега си дома почесто со децата, со сајеш цело време. Најубаво, најубаво. И дали имаш некад Па и објавам слики, може да видиш како лежиме, како седиме со двете деца. Ти како играме, како се смееме, како се баш идила. Да. А да не беше мир ова што е денес, што би било? Дали си имал представа друго што би работел ако не си ова денес? Многу сакам. Пошто можеби не си немало да успеш со јешка. Да, многу сакам и многу ми криво што не сум спортист. Жена ми е спортист и мислам дека една од одбојкарка, да, и бивша репрезентативка на Македонија. И има и свој клуб од Тетово моментално и она ми е некако пример каков има прецизен живот и живеано и каква дисциплина има, ме разбираш? Да. Знаеш, сите спортисти доаѓаат кај мене пред време. Жена ми кај да носам сака да биде пред време, дисциплинирана, ако треба да има ручек у 3, ако треба да го направи на 100 пат дојди земе, треба дисциплината у живот исто многу битна. Ако може некој ќе му звучи овој тоа што него не се разбира некој пат кој каже дисциплина. Дисциплина не е само дисциплина да имаш у школа, начин на живот е дисциплина. Да. И дисциплината. А тоа дека пак се дека јад гомна и за тоа не параноишам, туку убаво ти кажам. Ти не врати сега темата на мојот. Не параноишам, јадат гомна. Па знам. Лоши се луѓето. Да, па за тоа ти зборам зашо нема потреба више да им се објаснуваш. Ја те гледам, те пратам се и каде да излезеш и што да кажеш као доста, мислам, те знаат. Да. И те треба да те боли цев, да кажем. Да те боли пад нормално. Да, за што ќе кажат, пошто ти више знаеш кој си успеал и знаеш како си стигнал до тука, ти стигнал. Тоа е. Кажи ми за вечер по 8, малце, не ми кажа името, тоа како... Блажевски го измисли името. Вечер по 8 со Миро Кацаров, он го измисли логото. Нов проект. Зашо баш буф од... Па буф не е те потсеќа на вечерно време. Да. Нели буфот асоцира? Дефинитивно. Нели искача на вечер? Да. Нели сакаме вечерно шоу да биде, затоа што на претходната емисија ми менјаа термини, ми менјаа ова. Ме ставија у 3:20 со бабите. Кога нема никој не. Не, тоа беше добро време после вести. Ама и бидев у вечер, па нели ми го сменија терминот затоа што така одлучила уредничката политика, иако на крај јас се го изборив, тој не сака друг некој термин. Јас се борев да дое после вестите, ти вести убаво кој ти дае ветер у леџа, да, ветер у леџа. Те дигне. Ама ние кога бевме еднаш кај тебе у гостува емисија, мислам дека бев со Бојан Филевски со Баркли, ти ни ги покажа статистиките. Имав одличен рейтинг. Да, имаше одличен рейтинг. Ама да ти викам на крај не ме сака. Да. Не ме сака, ти пари носев. Тоа не разбирам некој да не те сака, ти пари му носиш. Да. А ти викаат ли некој дека си препотентен, дека си арогантен? Да, препотентен селек. Ама тоа нема врска. И јас сум спротив тоа. Ја те знам и знам дека си скроз кул. Многу спротив, ама те оваа глупата камера. Луѓето различен ли си позади камера и пред камера? Да. Па ти мора малце да глумиш. Па да, се е глума. Да. Камерата е глума, не е само глума да искочиш у театар. Гледам луѓе, а ја пак не глумам у град. Ја глумам пред камера, пошто малте не, нели, и глумците и се најдобри и водители. А и водителите се глумци, нели знаеш дека сите кај нас церемониите ги водат глумци. Манифестации Сашо Коцев, Гора Цветковци, Игор Џамбазов и така натаму, значи работава на водителите и да глумат. Ево прв пат го кажувам, че мора да глумиш пред камера. Да, за да бидеш интересен, Ама не онакво фейк глумење. Да. Лудило. Да глумиш да се насмееш кога треба да бидеш оно. Да задржиш внимание на луѓе. Да. А те заебаваат ли за тоа што имаш тврдо Да, ја глумам. Ама тоа е, мислам, ти така си избориш, не го фейкаш тоа. Не бре, дал си нормален. Природно. Ма не ќам бре, јас мислам,
замисли да сакаш да чрнаш. Не, ама Много е педерски да го правиш тоа намерно. Реално. А мене ми дојде онака. Тоа е природно, Сигра да, спонтано. етап, ама нема веза. Има ли пари брат од тоа што го работим? Мислам, ти поче не сум со телевизија со овако, него чисто дали има доволно, дали има поише од доволно или се кубури? Па братски, ја работам и повеќе работи, не сум само на телевизијата и фала му и слава му на Бог. Ја секој мој успех и се што ми се случува во животот му го припишувам на Бог. Многу малкумина знаат или можеби многумина дека јас сум голем верник. Иако најчесто не паѓам у несвест да носам крстови и да ставам такви некои работи, но имам сватено многу одамна дека у срцето е црквата. И она што го мислиш у главата и у мозокот е многу повеќе од тоа што да идеш и не знам да палиш свеќи и да бидеш лицемер пред Бога у неговите храмови. Се слагам скроз со тоа. Бога ми. Значи не е само да веруваш во Бога, треба и да помагаш на луѓе, треба да бидеш и подобра верзија од себе, треба да бидеш подобар према твоите родители, према твоите дома. Тачно. Значи муабетов ми беше, што беше муабетов пеа отидов кај Бога? Дали има пари? Има пари, па тоа фала му слава на Бога, заработам. И тоа сам да кажам, успехот и парите ги припишувам на Бога затоа што мислам дека он ми ги дава, он ми помага за да можам да овозможам тоа што треба да го овозможам на фамилијата. А се пари за хеликоптер немам нормално. Ма не бе, све у свое време може и ќе имаш не треба тоа. Миро, ја да си поздравам. Што заврши? Па да, мислам дека доврши, пошто пола сат више трае. Не, заеба. Да. Ја имам еден поклон. Дај сте, сакам поклони. Што е ова? Македонски бренд, брат, тоа новчаник. Новчанич. Можеме да им се јавиме и да идат и кај тебе у емисија. Нема проблем, супер. Чичо, ја знаеш дека новчаник нема? Озбилно? Значи сум Живи ти се мајка. нашол у животот. Нема да ме забориш. Леле, шуба. Да ги поздравам исто, морам Алфи Техноцентар, Бабилон кафичот. Ја работев со Алфи. Джева Хирмол. Да не се наљутат. Не, таман работа знаат, они се као окей се. Сега работиш со Аджико. Со Аджико, да, работев со Алфи и некне пуштив баш еден мој кираџи од Алфи зема машина за пирење. Имаше убав дискаунт. Ново на Black Friday и купи од Алфи, така да ја немам проблем апсолутно со Алфи нешто. Да. Си ги сакам што работа со нив. Може и пак има нова соработка. Здраве, живи, никој пат не се знае. На сите посакувам само бајни. Джева Хирмол да ги поздравам и Државна лотарија на Македонија морам да ги поздравам. 20 евра на заем, бе, човек. Немам, брат, гребки гребам. Со Хана ли договараш од Джева? Со кој? Со Хана? Не, со други, не ти ги кажам. Не ми кажаш. Ќе ти после позај камери ќе ти кажам. Се шалам. Фала ти што дојде, фала ти што испоштувам. Мислам дека убав мојот си направи. Јаден и осети. Краток, лабав, да, пола сат веќе траеме за интересно време. А зашто Скопско не се спонзор? Затоа што возам. Да. Пошто многу пиеш пиво, многу ги пијам сакаш. пиво, ги Па сакам, пиеше Скопско сега. Да, пиев Скопско. Ама едно. Едно, да. Да, тоа не Не е да страшно, разберам, тоа е да. само за да ме опушти мускулатурата и све. Фала ти за све, па се гледаме у твојата емисија. Беше кај мене, ти бомбаки втор пат не ти вика. Да, Доста е за вака доста е. година. Може новогодишна некоја ќе правим. Таман си работа. А вие уживајте, бидете ми прекрасни како и секогаш и тоа е тоа. Од мене толку, од Господ повеќе. Амин. Чао, чао.